Христијани, Христос воскресна, граѓани, добро вечер како и секој ден, атеисти, здраво живо арнили сте и драги мои носталгичари, вие што се сеќавате на старите времења, добре дојдовте во времето и во духот на Ката Лактова. Но овој пат духот на Ката Лактова не е над нас, туку над Европа. Ке се вратиме на тоа. Да не почнам со сипање со пепел и само кукање, ве молам, ова ми се наочари со диоптер, затемнети. Малку сум во некоја состојба, брзо се оправа, ништо страшно е, само ве молам да ме толерирате, не е се како хир, да не се чувствувате навредени заради мојот однос и така натаму. Ми смета светлината, лекарства и така натаму. Денеска објавив и не се гордеам многу со тоа, драги мои, наместо да си фатам врските што си ги имам и ко господин човек да си отидам у Систина, да си сркнам кафенце, вака така и да си платам, ај викам, не, ќе отидам ја на клиника, наше здравство, ќе бидам трпелив, македонскиот народ трпи и издржува, ќе издржам и јас. И така, се прелажав за жал и денеска, бидејќи бев само на клиника, хирургија, гастрохирургија, шалтер еден, лабораторија, ово, навам, таму, као, навам, се видов и со хирург, го запознав и господинот Јота, хирургот Јота, на кој му реков, викам, здраво господине, мило ми е колега. И се зачуди како колега, јас и он. И двајцата сме прегазани точно пред клиника. За жал, неговото беше многу пострашно и фасциниран сум што преживеа. Јас сум исто така прегазен од невнимателен и несовесен возач како дете, немам слезина. Не е битно. Битно е искуството, идењето, чекањето. Дај го компјутерот. Ова е мојата дневна активност која мери мојот мобилен, кој нели, мобилните со нас и ова е апликацијата која мери колку чекори правиш. Низ клиника, од шалтер до шалтер. Значи, од кабинет до кабинет. Дали бил ехо, дали бил ова, дали бил она и така натаму. Направив 5,18 километри. Ајде да не претеруваме, да речеме нешто под 5 километри шпартејки. И тоа болен, исцрпен, добро, не е страшно, али можам да замислам, сепак можев на нозе да го издржам. Он некако ги мери оние движења кога ги правиш додека чекаш во ходник, бидејќи не секој стои во место, а ја се обидувам да не седнам на столче, затоа што секогаш викам, дур не сум на носила, не сум у количка, има некој кому му е потешко. Арно, ама, како да ви кажам, прво, не завршив работа, благодарам на доктор Јота, мило ми е што го запознав, не завршив работа, многу се исцрпев, но делумно завршив работа, ако ништо друго ме инспирираше да речам, ма шо сака нека биде, више не се лечам, не идам таму. Ситуацијата е очајна, како што и секогаш. Ја пред година и пол имав тешка повреда на ногата, поминав 40 дена таму во болница, тоа беше ужасно искуство. И тоа не болката, имав страшна повреда, страшно болна, со жици, со крпења, со крвој, со чуда, со врагови. Сето тоа беше полесно од она што беше во ходниците и така натаму. И, драги мои, што да ви кажам? Сиромаштијата ќе ве умре. Нема здравството. Затоа што здравството не е само она државното, здравството и приватното. Да си отидеш у Систина е како у спа да си отидеш, ќе те примат ко човек, ќе поразговараат како човек, чисто, средено, кога има, а има и таму гужва. Има и тоа сериозна гужва, ама нема, извини само да прашам. Не, такво нема. Си земеш бројче, ќе поминеш, фала лепо, thank you.
А и ако отиде некој, да речеме, ургентно преку ред и така натаму, има уште двајца кои ќе те примат. Никогаш нема да извисиш, да не завршиш работа. А преполно е со пола Балкан таму. Така што се сеќавам покојни Никола Младенов кога викаше: здравје ќе имаат само богатите. Сиромашните ќе им биде лошо, се полошо и најлошо. Сиромаштијата ќе умре, ќе преживува и долго ќе живеат само богатите, тие што ќе можат да си платат преглед. Оп, си извинувам режија. Чекај, исклучи го микрофонот за момент. Така што генерално главното што требаше да го направам, не, еден од прегледите што требаше да ги направам, например, крвна слика, не знам, и таму некои си биохемиски биоиспитувања, ги направив во Синлаб. Да, платив. Види, не морав кредит да земам, ама платив и бев на рад. За неколку минути завршив работа, за неколку часа ги имав резултатите. Не дека не сакав. Сакав да отидам ја потполно бесплатно. Вака ме чинеше 800 денари. За вас многу, разбирам, и за мене е многу. Среќа што имам многу големи деца, па можам нешто од парите да си насочам и за собствено здравје. Немам повисока плата од вас, ич не си терајте муабет у глава. И сега за ехо ќе идам негде приватно, ќе платам, ми рекол, околу 2-3 денари, затоа што и сега ќе рече некој: абе, ајде, зошто многу пари е тоа мене за јадење, за преживување. И да, во право сте. Стварно, јас се чувствувам како буржуј кој се расфрла со пари. Но времето поминато во тоа мрцварење кој те исцрпува. Ја нема вечерва прво да ја довршам емисијата, но за среќа сум во компанија во телевизија која ме толерира заради годините и така натаму. Иначе да бев на друга, ја ќе немав сега, ќе ми беше кратена плата, казни, дисциплинска комисија, затоа што не можам да ги исполнам очекувањата. Едноставно физички не се издржува. Втора работа. Затоа што и претходно бев обид на клиника, негде во април месец пред Великден, закачи вирус по ходниците. Идев за една работа за преглед за ногата, закачи вирус. Вирусот ме мрцвареше до пред 2-3 дена. Те стомачен, те ваков, те таков. Така што ја не знам, единствено да ме убедите дека е добро да идам во таква гужва меѓу луѓе кои се генерално очајни, сиромашни, бедни, но и крајно вулгарни, без култура, без ред чекање, врски и така натаму, да не зборам за хигиената. Ако мислите дека тоа ќе ви го буста имунот систем, идете слободно, ви посакувам се најдобро. А ја кренав, раци искрено, само ми е небитен сум ја се спомнувам како, знаеш, она third person game, како Диабло, како низ пеколо идеш, ги гледаш вака работите што се случуваат. Мизерно. Што да ви кажам? Луѓе, работете, станете богати и идете приватно, лекувајте се. И престанете да кукате за здравството. Никогаш во Македонија здравството не било добро. Државно. Ни во време на Тито. Ја знам, затоа што сум лежал во вашето златно време, лежев по болници кога ми ја извадија слезината и 300 компликации кои ги имав. Ништо подобро од тогаш и ова денес. Само денеска има повеќе луѓе. Тука е разликата. Истиот криминал, истите врски, истиот булшит. Господ нека ви е на помош. Ова ми беше само како мое сочувство. И како да ви кажам,
Ако веќе немате избор, сватете го ова христијански, распнати сте на крст, страдате, ама ако ништо друго, барем имате милост во очи Божи. Немам друга утеха да ви дадам. Ке фалеле лекови и ке фалат лекови. Нема хигиена, ниту ке има хигиена. Бидејќи хигиената не е само од институциите. Не. Ние сме исто стока. Невозможно е тоа. Можеме да ја кривиме и претходната, и предпретходната, и наднадходната. Можеме и турците да ги кривиме, што 5 века не држале. Немаме култура, бе, брат. Ама да видиш како има култура кога ќе отидеш у Жан Митрев, кога ќе отидеш особено во Систина. Како може? Да бе, цалем бите и тоа не е така недостижни средства. И таму има, се покрива дел од фондот, видите. Ама се сеќам кога ослабев, еден ме прашуваше колку плаќаше месечно за таа исхраната Продимет. Викам 500 евра. Што? Многу скапо. Викам, тоа се 500 евра, кои онака за јадење, наместо друго јадење, ги дадов за храна. Со таа храна ослабев 30 кила. Со тие 30 кила ми се намалија тумор маркери, ми се среди кардиоваскуларниот систем. Не отидов на втор стент. Кажи ми, дали сите овие работи мене не ми заштедија повеќе пари? Што ми е гајле? Абе, инфаркт ќе добиеш со дебелината. Боле ослаби вложи. Ако добијам инфаркт, ја имам сини картони, ќе ми става стент. Значи, луѓето смета дека штом има он здравствено осигурување, нема му се исплати. Океј? Блажо, колку наши колеги испративме овој месец од генерација X, барем 4-5. Значи, луѓе 50-55 години. Окапав по гробишта. Да, терајте приказни. Било од вакцините, било од короната, било од кемтрелови, ово или она. Да, една комшика на моја, со сите бустери, со све 90 кусур години не се пушта. Ама ке закашла иде у Систина. Не се што правиме? Океј, бе, секој со својот избор. Мене не ми е тешко болеста, а се повеќе се навикнувам и на болката, колку што ми е тешко страдањето туѓо. Полесно ми е јас да седнам, мене да ме боли, одошто да гледам кога некого го боли. Немам таква емоционална зрелост, а впрочем и ние во Македонија сме емоционално незрела нација. Ние не знаеме како да се носиме со нашите емоции. 3 дена вриштиме и пиштиме кога ќе ни се случи трагедија, после не знаеме да се оправиме. Така, ова беше мојот вовед, монолог, кој се надева многу малце го слушна и кој само беше некако вовед за да почнеме со главните теми. Што се главните теми? Главната тема е она што се случува во Македонија со ценовниот шок кој го имаме во моментот и обидот тој да се држи во некакви рамки. Имам апликација која ми е подготвена и која ќе ви ја прикажувам, која треба да ни даде помош во споредување на цените со главните маркети. За жал, еден маркет не е вклучен, не знам зошто. Се јавив кај мене во редакција, бидејќи Република го објави, се јавив во Република кај уредничката Билјана, рече дека испитуваат, но не доби одговор, не добив одговор и не добија и они не доби одговор до вечерва, до пред почетокот на емисијата, зошто е тоа така. Тоа ќе биде главната тема. Но пред да почнеме, ја спомнав Ката Лахтова. Зошто ја спомнувам Ката Лахтова? Ако паметите, Ката Лахтова беше председател на Македонија некаде на почетокот на 80-тите години. Ја паметите? Па постарите ја паметат баш не по-добро, затоа што тогаш во Македонија, во златното време, имаше енормни
рестрикции на струја, кои беа секој втор ден, ако не се лажам, зависно по реонот, по општини или по градови, кои траеа од 8 до 12 часа. Ја нема да ги заборавам, затоа што не бев ни дете, не бев ни младич постар, бев таман завршен тинејџер, да речеме, средно завршено, и памтам како гледаш низ прозор, немаш кај да излезеш, немаш што да правиш, нема телевизија, да, единствено малце радио на батерија ако слушаш, и така што на свеќа нешто да прочиташ, и тоа трае, и трае, и трае, и траеше со години. Тоа е и времето, нели, кафе когас нема, зејтин когас нема, бонови за гориво и така натамо. Но да се разбереме, тоа било подобро од што ова денес. Океј. Сега, духот на Ката Лахтова се врати. Светиве кои се во кадар, не се во кадар. Ајде да се сега се во кадар. Боле е ова, ама не, и ти си ова право, затоа што треба да се вртам на кај мониторот. Треба да го ставам ја овде мониторот. И ако го ставам мониторот овде, ја нема да бидам у кадар. А може позади мониторот да ставам моја слика? Исто. Ќе го ставам Бред Пит. Бар ќе гледате нешто убаво. Добра идеја. Донеси ми утре подолг кабел. Од оние подолгите. Од 3 метра. Кунта кинте кабел. Добро кафе, брат, ме врати уживи. Цел ден после мрцварењето. Зошто духот на Ката Лахтова е вратен, но не е над Македонија, туку е над Португал, Шпанија и Франција. И го менуваме кадарот, одиме на мојот компјутер. Ова е слика од аеродромите во Шпанија, Португалија и Европа. Црна темница. Ова што го гледате како светла, тоа се оние emergency light кои работат на батерии. Значи, голем blackout во Португалија, Шпанија и Франција. Кога велам милиони се зафатени и немаат струја, мислам на десетици и десетици милиони. Другари, знаете дека ми е црпкава фул, ако ви е за муабет, кажи пауза, ќе направам 5 минути, изгушкајте се, па после, ако ќе се задоволите со вашата геј љубав, да продолжиме. Thank you very much. Апокалиптичен хаос во Франција, Португалија и делови од Франција кои се погодени од голем прекин на електрична енергија. Во понеделникот Шпанија и Португалија, понеделникот денеска, така, понеделник сме, поима немаат. Сега гледаат у телефоните. Понеделник сме, дечки. Сигурен си ли проверуваш? Јанко, чекај малце. Абе, понеделник ли сме? Чекај бе малце! Абе, Јанко, понеделник сме? Абе, полека, понеделник сме. Мон, шо беше мон? Мондеј, шо е мондеј? Вторник? Не. Понеделник сме. Шпанија и Португалија доживеа голем прекин на електричната енергија, оставајќи милиони луѓе без електрична енергија во предвремениот прекин на струја. Во Португалија официјални извори изјавија за домашните медиуми дека прекинот кој се случи доцна утрото по локално време, уште темница било, е на национално ниво, што значи цела држава нема струја. Додека слични извештаи се појавија од Шпанија. Меѓународниот аеродром Барахас во Мадрид, Лисабонскиот Умберто Делгаго беа затворени откако останаа без струја. Погодени се телекомуникациите. Жителите од двете земји велат дека немаат пристап до мобилните мрежи. Мобилните мрежи не функционираат. Ало! Види, ние идеме кон Европа. Па ние со Ката Лахтова 81-2 бевме у Европа. Уште пред они Европа да станат.
И онда кто? Во меѓувреме, другите аеродроми застанаа низ Пиренејскиот полуостров. Летовите од Брисел и другите европски градови кои Шпанија и Португалија се откажани, оставајќи стотици блокирани до наверуња. Бројни патници исто така останаа заглавени во метросистемите. Сега метроата застанале, нема струја, немаат бекап генератори очигледно или не знам што е. Катастрофа! Епа, катастрофа на македонски се вика каталахтова. Ние така се зафркававме. Не, жената си беше суво злато, ама имаше, како да ви кажам, беше председател на извршен совет во времето кога се воведоа кога Југославија, Белград ни нареди рестрикции затоа што немало доволно струја за Македонија. Прост народ, силна држава, затоа сме. Бројни патници останаа заглавени, пишува Euronews, Португалија, затемнувањето ги погоди болниците, вклучувајќи го мадридскиот Ла Пас и повеќе медицински установи во Португалија, што беа принудени да ги откажат. Никој не очекуваше вакво нешто. Сите се загрижени колку ќе трае прекинот, затоа месото прво се расипува и се затвара во фрижидери и не отварајте фрижидер, тоа е главна работа. Мислам дека 12 до 24 часа фрижидерот може да ја издржи, но не отварајте ако ви снема струја. И сега зошто ви викам дека може да снема струја? Постепено, вика Андора и Франција, кои се граничат со Шпанија, исто така извештуваат дека биле погодени од затемнувањето. Пријави се има дури и до Белгија. Службата за електрична енергија од тогаш е обновена во Франција, откако некои области претрпеа делумен прекин. Значи, ова е како домино ефект, бидејќи мрежата за електрична енергија не е никогаш локална во една држава. Сите сме поврзани. Јас затоа ги запалив и светиве во студио, чисто да ве потсетат да имате некоја светја при рака и кибритче запалка во близина, затоа што кога ќе почне сега да се враќа, може да повлекува и целиот систем може да биде преоптеретен. И може да паднат делови од Европа, иако нели, тоа е вистинска наука и така натаму, но немој да заборавите дека во времето на социјалдемократскиот сојуз кој се уште владее со Германија и Франција, Грета Тунберг, она ретардирано кутро девојче, ги убедуваше дека треба да се затворат атомските централи, кои беа најстабилен извор за електрична енергија. Таква ретардирана дегенеричност и глупост се изнаправија, па нормално и јагленот. А Македонија има струја само заради битолската наша термоцентрала која работи на јаглен. Таа да ја немаме, можеме да се бричиме на суво у темница со зелено џамче, што викаат. Океј, она што сакам да ви го покажам се снимките денеска кои кружат по социјалните мрежи за најголемиот блекаут, како што се нарекува, во Европа. Ова се сцени од метрото. Значи, Шпанија, Португалија и Франција. И Белгија, пардон. Аеродромите, метроата, болниците, ништо не функционира. Телефоните не функционираат. Ова што гледате светло, тоа е emergency light, бидејќи вакви возови и места, светлата кои постојано работат, имаат своји батерии кои стално се чарџат и ова после 24 сата и ова ќе го снема. Еве ви го Мадрид, мислам дека е ова, семафорите не работат. Што за нас е добро утро, кај нас и да работат е вака. Така што вакво е нашето ниво. Предпоставувам дека банкоматите не работат, не може луѓето ни да се излечат пари или има бекап системи. Не знам ова дали е метро или е се аеродромите. Ова се гледа, види, ништа се не види. Стиши микрофон.
Дечки, снимајте ги сцениве и после во некоја игра онака да се распукаме на сите страни. Пињао, пињао. Сега уште само зомби апокалипса да излезе. Ја и баже знаеме што да правиме, него вие што ќе правите. Јас и баже 12 години се спремаме за ова. Бевме на курсот, наречен Walking Dead, сите наставни програми ги поминавме, све знаеме. Така ли е? Тако е. Е ли тако? Тако е. Повикаше селјаци, скидоше гаче и изљубише се. Не е смешно, затоа што многу луѓе ќе починат. Итни интервенции по болници, ова ќе одзеде многу животи, за кои нормално нема да дознаете, бидејќи либераливе, демокративе, сето тоа ќе го заташкаат. Кога бев млад, убав, згоден и нормално поглуп, бев многу против атомската енергија, атомските централи. Но имав добро оправдание, затоа што не верував дека технологијата и оваа проста маса знае добро да работи, а особено после Чернобил кога се случи. Ама тоа ти е комуњара, кој ќе му дадеш висока технологија. Имаш катастрофа. И сега, Јанко, не си во право, ги навредуваш комуњарите. Што бидна со Фукуџима во Јапонија. И тука си во право, но тоа беше земјотрес со цунами, кој повреди овдека беше човечка грешка. Но од тогаш наваму, технологијата е многу развиена, стандардите се врвни, американците не паметиме кога освен островот 3 милји, кинескиот синдром, кога се случи, но нивните стандарди на безбедност, напредокот на технологија и покрај тоа они имаат повторно испади, особено Калифорнија, ама Калифорнија е раководена од демократи. СДСМ, исто. Така што начинот на кој функционираат денеска е благодет за една држава. Јас знам дека Македонија е мала и кога кај нас планот беше во Мариово да се изгради една, дека ако се случи некаква катастрофа, немаме кај да бегаме, значи тие километри што би се зафатиле и така натаму. Не, Бугарија, Козлодуј, можевме, имавме шанса историска, но СДСМ беше на власт. Козлодуј кога се градеше, кога се обновуваше, можевме да вложиме. Бугарите ни дадоа, колку и да ги хейтате, јас и ги сакам бугарите, блиски ми се. Не сум пробугарски, јас сум поприлично југословенски, балкански ориентиран, но бугарите се окей. Бугарската политика е најгнасното нешто. Народот е прекрасен. Тука да се разбереме. Бидејќи сметам дека Македонија и Бугарија се со еден исти народ. Македонци. Само тие македонци се нарекуваат бугари, ние сме македонци. Не се надевам ќе се опамет. Значи да купиме еден блок од Козлодуј атомската централа за да имаме стабилно 24 часа, 365 евар forever снабдување со електрична енергија. А тоа, такво, стабилно, тоа значи инвестиции на висока технологија која троши многу струја, а струјата нема да биде висока. Јагленот не е сега, ама се помалку го има, но добро, тоа е тоа. Така што Европа е тоа, во овој момент, проблемот сега ќе дојде вечерва во местата каде струјата нема да се врати. Затоа што кога се враќа струја има една процедура која иде, која ќе се уклучат. Тогаш одеднаш се уклучуваат сите фрижидери, почнуваат да работат, тоа влече струја. Бидејќи и се создава голем пик. Тој голем пик создава нови падови. Знаат електричариве и идат сектор по сектор и така натаму, но тоа е долг, мачен и многу ризичен процес,
кога ќе се отворат мобилните, сите у момент ќе отворат за да видат дали имаат пораки, да се чујат со блиските, далечните и така натаму, така што Промедика утре у 10 са бајле имам закажано. Физиотерапија. Па време е. Океј, ми стигна сега пораката. Да ме подсетат. Thank you very much. Блажо, си ми пратил нешто порака? Не. Добро. Паметно. Blackout. Така и се вика денешната епизода на Јади Бурек. Ќе одиме да ја зирнеме. Стримот. Да видиме колку души неаме на овакво. Овие Вистиномер 2 пати ме ребна. Зашто сум му објавив едно меме, смешно. Меме е нешто шегобино. Арно, ама мемето се однесувало на едно од лидерките на СДСМ. И ми го замаглеа и нормално гледаноста моја, значи кога ќе отворите Facebook, многу тешко ќе ме најдете. И мене многу ме здоболе. Стварно ме здоболе, ама баш ме заболе онака, мислам, во душата. Во душата, да. Многу ме здоболе. Вистиномер, мајко моја, кој джок. Океј. Али добро, имаме 11 лајка, бе, човече, гледај. 8 души гледаат. Слушај, дај раситни ми овакво по едно кафе да ги частам сите овие 8-10 души и по една плазма да им купи. Вие немате појма колку ме заболе заради тоа. Мислам, душата ме боли, не ми е се едно. Јанко, прекини. Не можам. Добро е кафе, ме врати у живот. Пијам едно кафе, ама немам горна камера да ви го. Уште виси камера. Камерата е расипана или овој декодарот? Конверторот, декодар. Па добро, конвертор или декодар е исто. Добро, не е исто, не. Да не те здоболи и тебе, мислам, душата. Ме здоболе, многу ме здоболе душата. Нема подобро кафе, не сум пил. Американски производ е, еве го ги имам, стално го носам. Се вика Reishi Mushroom кафе. Ова е инстант кафе, нели како Нескафе и така натаму, кесичка го сипа, не ко на Марко оние 17 во еден, ко wash and go, со шампон за коса, со све. Не. Ова е кафе во кој има reishi печурката. Убава горчина, ама американците го направиле кој што треба и стварно уживам. А убаво те крева, не те пука онака како неслено, онака да те здиви, него онака фино те крева. Знаеш како? Као црв влего вечер во телевизија. Ја би ги ставил наскоро телефоните, затоа што она што сакам да го разговарам со вас е следно. Драге мој, разговарав со... Ќе правиме она меѓу шпица сега, пошто завршивме со Blackout? Да. Става нешто кафе во брат. Има во Продимет да го купите. Кутија како за чај со 10 на 20 вакви кеси. Не. Обожавам. Нема подобро кафе за мене. Дали е скап? Не прашувам колку е цена, колку сака нека е.
затоа што не сум зависник кој ми треба 10 кафиња на ден. Пијам кафе само кога доаѓам на работа и кога ќе ги видам колегиве мои, дајте кафе, оти не се догледујете. Очо сте убави и паметни, не за друго. Ке има затемнување на екранот. Баже, што се случи? Господине Елковски, дојде до блекаут во телевизијата, така што изгубивме струја во студиото. Ова е најверојатно тоа што го рековте вие, дека мрежата ја зафати и овде, така што... Ама баже, не се навредува, ја не сакав да те навредам. Не сме ние навредени, не заболе нас. Еве дојде струја. Добра. Генераторот на свеќа работи. Драги мои, до 1 мај се оние рестриктивни мерки кои законски имаше право и можеше да ги стави владата за да се држат пониско цените во маркетите. Бидејќи ние влеговме во пазарно општество, како и сите. Не постои начин да принудуваш некого колку ќе го продава. Дали е тоа маркет, дали вие на пазар, колку ќе го продавате домато, цирењето, марулата, е ваше. Ако ти сметаш дека твојата краставица од оние правите, не, кривите се поскапи, правите се поевтини, или обратно беше, чини 100 денари, продава ја. Но ако на народот му е скапо, ќе купува поевтини. И ти ќе останеш со непродадени краставици. Така? Што е твојот единствен спас? Да ги поевтиниш. Значи, кој го прави тоа? Јас кој ги продавам краставиците? Или тие што ги купуваат? Тие што ги купуваат се пазарот. Ние сме дел од пазарот сите заедно, но тие ја диктираат. Ние ја диктираме цената. Имав средба со еден дистрибутер кој ми кажа дека цената на Милка чоколадите 80 грама, не е ова репер, нели, побитни работи имаме, но чисто да знаете, веќе се 99 денари. Милка чоколада не е нешто многу битна работа за нашиот стандард и така натаму, но деца купуваат, трошат, се ликсурат на таа шеќерна плочка со тенок слој чоколадце, унутра некакво шербетисано со вкус, некое хемиско растворено и така натаму, али вкусно направено, за стока што не разбира, тоа им е добро на здравје. Тоа чоколадо не е. Чоколадо е барем 40% какао. Све под тоа е ѓубре. Тоа е моje мислење. Значи, милката е во моментов 99 денари, од 1 мај ќе иде многу повисоко. Што значи дека тоа ќе биде после ланчано за сите можни производи. И сега, маржата. Тоа е маркетот вика, окей, ја ќе ти го продавам, но имам трошоци, имам плата, имам струја, ја 25% маржа удерам на тоа. И сега ќе речете, ало бе влада, дај забрани му. Чекај. Не е ова центро од времето на Тито, каде што цел народ се снабдува само од едни маркети, кои ги има малку, и кои мораат под закон диктирано од комунистичката партија, кој ќе им одреди по колку ќе продава и дали ќе има пари. Ако не им се доволни парите, па ќе им даде, нели, ќе им пуштат од озгора за плати и така натаму. Но бидејќи ние, како Европа, како Балкан, сите до еден сме пазарно, ние можеме да донесеме времени мерки, но не можеме да одредиме за секогаш кој колку ќе наплаќа. Зошто? Затоа што по закон не можеш ти да му се мешаш на некој. Замисли јас да ти дојдам тебе на тезга и да ти речам, извини дечки, краставици 50 денари ќе ги продам. Абе има на клоци да го дигнеш, да го измаршираш од таму, од цел пазар, со се точако заклучен со парча ограда, да го турка до дома.
Значи, ја ако сум одлучил, јабучарот, нели, колку ќе биде летово? Што мислите, доматот јабучар, колку ќе се продава? Ја тврдам дека нема да биде под 250 денари кило. И ќе ми ја учите. Така? А дали имаш право да му забраниш да го продава по таа цена? Не ги оправдувам маркетите, но ако маркетите, бидејќи у пазарот треба сам да се формира, слободно. Ако нешто не ти иде, го даваш на попуст. Но како ќе приметите кој многу ве краде? Идете во маркети, например, јас, еве како ги заприметувам јас, не за секој производ, за некои производи. Она кога има акција, ги знаете оние персил што се околу 3,75 или 4 литри течен детергент, за жал ја морам да го купувам, тој е еден од најскапите. Го купувам затоа што сме петорица дома, секој ден машината пере за некого. Ние сме петорица и за некого мора да секогаш има некој. Да не зборам за оние заеднички били пак кога ќе дојдат и постелнини. Тој течен детергент чини поредовна цена преку 1000 денари. Но никогаш у живот не сум го купил толку. Зборам за Веро, зборам за Тинекс, зборам за Рамстор и така натаму. Но после неколку месеци, бидејќи обично имам резерва од две такви купувам, па ми трае неколку месеци. Во тие неколку месеци, додека е по таа највисока цена, се упецал. После неколку месеци го ставаат на акција 499 денари, цирка, да речеме. Ме разбирате? И сега си викаш, што е сега акција? Какво е ова поевтинување од 500 денари? Ајде да речеме промоција, ово. Значи, кога дистрибутерот и маркетот имаат премногу на лагер, најлошо е робата да ти стои. Добро е да ја продадеш без профит, бидејќи или со најминимален профит, одошто бидејќи лежарина и така натаму, врзани парите се тоа и така натаму. И сега, 500 денари е скоро разлика. 50% разлика во цени. Па ете ја маржата. Ја не верувам дека они без пари ни го дале или фатиле од джеп, па ни платиле. Не, толку е реалната цена, ај да речеме, може би се откажале од профитот, затоа што понатаму ќе им биде трошак. Но, може би стварно не може регуларно да се продава по таа цена. Но, пак велам, тоа е начинот да видам по колку не кола. Не е за секој производ така, бидејќи има клучни производи како што е леб, јајца, млеко и одредени видови сирење и месо, кои се сметаат дека се клучни во исхраната на човекот и кои треба да бидат достапни секому. Дека после 1 мај маржите ќе идат праугоре. Но владата, што направи владата, што побара? Бидејќи ги бойкотиравме пред некој месец. Со тој бойкот, иако моите колеги кои добија банерчиња од маркетиве, се заќутеа. Нели, портали не известуваат, не знам, на телевизија не се збори и вие се олабаивте. Зошто? Затоа што нема кој да ве буцка, немате граѓанска свест за отпор или за бунт. Тајме ваму. Немате граѓанска свест за отпор, значи треба некој да ве буцка и ти да го лајкаш и така натаму, и така натаму. Имаше неколку пати и стварно беа феноменални бойкотите. Не е решение бойкот. Тоа се согласувам, не е решение. Но успеавме да ги скротиме малце, да ја буцнеме владата, да почне по маркетите, да гледа дали се претерува со тие маржи. Маржа не можеш законски да ја ограничиш, но не можеш ни да дозволиш
Што имало? Имало, буквално како да го кажем, непријателско здружување. Ја му се јавувам на директорот на другиот ланец, на другиот, дај седни, слушај. Што имаме? Кај заработуваме највише? Имаме германски чоколада, доста се трошат ваму таму и така натаму. Океј, нема да правиме никој од нас, ќе ги набиеме цениве по 150 денари. Бидејќи стокава е навлечена, не ќе да купува од витаминка, не ќе од Европа, сака чоколади скапи, имаат пари да плаќат, ќе ги дробиме. Ако се покаже, а може да се испита и да се докаже дека имало такво здружување, на Запад тоа понекогаш го читаме како антимонополско и е казнено. Значи, тоа не е ни пазар. За да имаме представа кај да купуваме, а станавме мрзи. Значи, веќе нам ни стана сеедно дали ќе идеме во овој маркет или оној маркет. Само да ми е негде поблиску под гс и да не морам да шетам. Порано, јас знам у вашето златно време, како пешки сум идел по километар за да стигнам до самопослугата, па чекам редици, па чекам од сабајле за јогурт, па чекам за млеко, па чекам за леп, па чекам за ова, па чекам за она. Ама, тоа беше тоа, ефтино. Добро. Сега се ние. Значи, побара сите цени на маркети, на продуктите во маркетите, од ланците маркети, да бидат објавени. Како изгледаше тоа? Немам потреба да ви отворам. Тоа беше Excel и десетици илјади производи. Законски го остварија, но на многу курнаски, вулгарен начин, така ни даде закон. Еве ти бе, ај сега шо ќе ни направиш? Стварно нема шо да им направам. А за нас, граѓаните, е потполно неупотребливо. Значи, дури и некој да има екстра време, као пензионер, кој нема шо да прави, и да почне низ тие екселите, да пребарува кој леп, какво млеко, каде му е најефтино. И ако треба ќе отиде со автобус, а тој е домаќин човек, да речеме, и ќе купи од најефтиното. Но, на страната на Република се појави следново, дека не знам дали владата го направи, иако Мицкоски најави дека ќе се прави софтвер, апликација, која ќе биде бесплатна за сите на мобилни, каде што ќе можете да отворите и да споредите одреден производ каде има и така натаму. Со помош на табелите за споредба на ценометар.мк, потрошувачите сега можат лесно и транспарентно да направат увид каде ќе добијат поголема вредност за својот буџет. И сега, еве го ценометар. Да, видите сега, ова е комерцијална работа, ја им правам бесплатна реклама, но се надевам дека ќе ви помогне вас. Заради тоа и го правам. Нормално други го преќутуваат. Еве ви го первол. Ја реков персил и первол. Еве го, 490 денари од 715. Само 3,75. Ова, например, во Рамстор се продаваше за 1099 денари. И се од 715 на 499. Акцијава е супер. Ја би отишол у Веро да го купам. Идеме сега ценометар да го видиме што може да ни даде. На почетокот малце ми беше проблематично затоа што ги имаше производи и цени. Строго македонско. Последни статии, еве ги понудите кои ги имаат. Зошто не ми се отвара тоа што требаше да ми се отвори? Се извинувам. Види повеќе. Аха, шо бара, име и презиме. Еве, Јанко Илковски, регистрирај се. Ајде да се регистрираме.
Еве ви ажурирано. Значи, треба да се ажурира. Добро, види ги сите производи. Еве како има. Стокомак, Кам, Тинекс, Кипер, Рамстор. За жал, не најдов од Веро. Иако нели ви прочитав една акција од Веро, но овие споредби не знам зошто нема Веро. Еве да видиме со краставиците. Се фативме за краставиците. Дојде во кошничка или острани кошничка. Кило краставица. Очигледно права. Во Тинекс е 70 денари, во Кам е 79 денари, во Рамстор 87 денари, во Стокомак 89, во Кипер 111 денари. Значи, најскапо е во Кипер, најефтино во Тинекс. Тоа е во моментов. Лимонот е најефтин во Кам, 105 денари, што за мене и тоа е скапо. Во Стокомак и во Кипер, и во Рамстор, и во Тинекс е поскапо. Бананите се најефтини, например, во Стокомак, најскапи се во Рамстор. Зејтин ја ви препорачувам да не користите, бидејќи зејтин од сончоклет, од соја и така натаму, од репка, вие масло за подмачкување на автомобил. Слободно ставите го автомобил, поише корист имате одошто во стомак. Користете путер, користете свинска мас, користете масло од маслинки, ама овие зејтини многу не треба. Јајцата се најефтини во Кам 68, исто во Стокомак, во Кипер се исто 68, во Тинекс се 75, но нема на залиха. Нема јајца во Тинекс. Во Рамстор се најскапи 97 денари. Млекото е 56 денари во Кам, 56 денари во Стокомак, во Кипер 64, во Рамстор 72, во Тинекс 72. Кашкавал овчи, мелено месо, во Стокомак е најефтино 278, во Рамстор е најскапо 489. Но ова за месо, дали се работи за исти вид месо и квалитет, тоа не знам. Добро. Еве осличе 1 кило, во Стокомак е 163, во Тинекс 179. Океј. Вкупна цена на одбраните и така натаму, види ги сите производи. Ова е на страната. Не сум симнал. Табелата се ажурира секој ден, 16-12. Производи и цени. Не е нешто совршено направено. Акција на производи, Пик Врбовац, ова се акции. Ова не... Значи, не ја проучив многу, само дојдов до неа. Ова што го видов, например, одредено, конкретно, може би да помогне. Но, ќе ви кажам дека не е ова баш и најдобро. Еве ги акциите, например, ги имате флаерите со акции од маркетите. Синдикалка 159 денари. Блажо, Марко, ајде да купиме за умало кој ќе шетаме на сервис да вртиме. Прекривка за даска за пеглање 239. Види за папучар ко мене ова е безценето. Значи ова се актуелните понуди, еве да видиме што има во Стоко, Мако. Што е ова? Chicken breast 259 денари. Туна. Каква е оваа туна? Знам дека ти си стручен, ама каква е ова? Туна одрезок, стек од туна. О, друже. Ова мора да е нешто добро. Ова ми се свиѓа, не е конзерва. Пијалок алоe вера 40 денари. Абе, кај се паштетите? Руска салата, пивка салата, еве ти пивка,
посебна. 69 денари од 84. Колку купи од ова? Зошто немам да пребарам, например, не можам да пребарам, например, одреден производ, например, чекај да видам овдека дали ќе ми даде. Дај. Чекај, паштети. Паштета. О, немало резултати. Паштета. Туна паштета има. У 100 комак. 39. Еве аргета, 49. Каде е ова? Во Кам. Аргета. Аргета. 49. Карнекс паштета. Каде е ова? Во Кам. Абе, нема 100 комак паштети? 30 денари. Прашај го колегата, добра ли е ценава или има поевтино? Има поевтино, а? И то оние, зашо не ги даваат оние со истечен рок што се свиткани 5 со селотейп? 19 за 32 денари. Океј. Да ги отворам. Телефоните. Поздрав Јанко, Весна здраве. Поздрав. Георги Памбујски, ало, Јанко, ало, ме слушаш, ало, Јанко се слуша. Георги, не се закачај, ти можам да ти свртам од тука. Ја тебе да ти се јавам. Добро вечер, појачај глас, стварно слабо се слушаш. А да појачаш ти од таму сите убаво ме слушаат. Никој не се жали. Појачај глас. Поише не гледаат сега. 9, преска беа 8. Одма гледаноста расте. Чекај да видам дали ја има како апликација на... Леле, зашо се дереш? Убаво си почна на микрофон да се јавиш. Како се викаше? Ценометар. Цени на метар. Ај дај ги телефоните, може би некој ќе се јави. Нема. Значи, само како веб страна. Потребна е да се направи апликација, затоа што сите кога идеме, може да ни помогне во маркети. Во кој маркет да отидеме или кога сме веќе во маркетот. Дефинитивно тоа може да ни помогне. Цените не можеме да ги зауздаме. Цените на какаото се огромни и на светскиот пазар. Чоколадите ќе поскапуваат. Но што можеме да направиме? Малку домаќинлукот да ни се врати. А тоа значи идење на пазар, купување земјоделски, малку повеќе готвење дома. Мислам, мора и ние малце навиките. Ни стана убаво и лесно и беше ефтино некое време. По маркети, купуј си и така натаму и така натаму. Ова веќе е тумач. Малку повеќе готвење дома, уклучиш поретот, стај го гравот, нек се крчка, а некој Јанко и Марко отвори таа конзервата, подравка што направила, граф. Се вика запечен граф на подравка. Брате. Па е оваа апликација. Ти ала, апликација на телефон. Океј. Да. Па мислам дека ја имам и дека ја... Знаеш што е проблемот со Бадијала? Ја имам. Работата е што дава за одредени производи. Треба да пребараш, например, не знам, ти треба
дентална вода за уста, еве, нешто што не е актуелно и така натаму. И она е доста скапа и сакаш стварно да купиш листерин наевтин. И сега кај да го најдеш? Еве, ја имам. Сум ја инсталирал. Ајде, ќе направиме. Листерин. Ја нема како... Еве, листерин. Нема. Не ги покрива. Значи, апликацијата треба да ги покрие. Ајде, еве, да отвориме страната, не знам, на Кам. Кам маркет. Да видам дали ги има. Потрошувачки приговор, кариера, недвижности, инфо за потрожувачите, нови маркети, поднесување, рекламација, зборува, асортиман, ценовник, наши марки и така натаму. Значи, ова е асортиманот, ценовникот. Овдека треба да биде све. И цените во маркети. Еве, ова го има и Веро, например, претпоставувам и другите, не ги отворив. Еве, кој сакаш? Марко ќе каже? Не е тука? Добро. Скопјанка? Еве, да видиме што е асортиманот во Скопјанка на Мак. И гледај сега како ти го дава. Ова е Excel табела. Колку е ова сега за тебе читливо? Ме разбирате? Значи, јас што сум писмен, треба во PDF формат да го даунлодираш. И сега, програмата што треба да има пристап до сите овие податоци на телефон и да можеш да видиш што е ова. Чоко, Албени 250 грама. 17 денари 100 грама. Тоа било на Улкер млечно чоколадо со бисквит. Држ си го Маро гајтанот, што викаше татко ми. И сега, можеш ли овде да пребараш паштета? Не можеш, затоа што ова е, како да ви кажам, принт. Не е нешто што можеш да срчаш низ него. Законски, они го оствариле. Колку страни е ова? Ова е, погледнете сега. 174 страни. 174 страни, 2, 4, 6, 8, 10, 11 производи по страна. 174 по 11 колку е? Ај отвори таму калкулаторот. Ајде, ја ќе отворам, добро. Ајде, чим спомнеш математика и горе се кочат ко 286. А спомнеш паштета, све ќе ти каже. Оф леле, мајко моја. Абе, дај ми го на Windows калкулатор. О, Бог да чува. Не, таа апликација, колегиве мои, не може да отворат затоа што не знаат што значи. Никад употребено. 174 помножено со 11. 1914 производи. Ајде да видиме Веро. Еве го ценовникот на Веро. Значи, тука имате акции, нели, шаренко, убаво, тоа што они сакаат да ви понудат. Но она што јас сакам да побарам и не знам. Еве, Веро 8, Џон Кенеди чаир. И сега погледнете. Како ќе се снајдеш за цените да го пребараш конкретниот производ? Да, можеш пешки. Алва Олимпус со мет и цимет 139 денари или 556 денари
килограм, дали го има достапност во продажниот објект, да, го има или не го нема. Нема летни држачи, например, кој е во алати. Но затоа продолжен кабел 4 во 1, 399 денари го има во алати и така натаму, а редовна цена му е исто 399, значи све ви дава. Но, колку е ова употребливо, драги мои? Ова е да седиш цел ден денеска, да идеш на сите маркети, да запишуваш на ливче. Значи, треба една апликација која може да направи некаква разлика. Идам да видам сега со Бадијала. Џони, ја имам, не ми функционира кој што треба. Затоа што пак ти даваат она што е промо и она што може да се изрекламира, а не она ти што мислиш дека ти треба. Не ти е гајле тебе, бидејќи не раниш фамилија, не може да ти каже некој вакви шпагетички, не овакви, и види тие чорапчињата, и види од тие пеленките, и види од таа помадата за газиња, и така натаму. Еве, например, јас знам кај има пелени за возрастни. Да, скапи себе да му се не види. Носев неколку пати тука на емисија. Зорт бе, брат, зорт. Шо има ова? Балко сердина 41 денар. Бидејќи е сердина у овие, прашај го колегата, ова е добра цена, лоша цена. Добра е. Еј, цркна некој светло. Еве, не можам да видам, ама не можам да видам каде ја има. Два пара научари треба да ставам. Во Веро е Балко сардинава. Добро. Ама ова е акција. Еве, Милка чоколадо со Орео 100 грама од 86 на 77 денари. Краток печен копан 1 кило 169 денари. Марце го интересира црна маслинка колку е. Па добро ја имаш апликацијата. Му троши струја мобилниот, да не го троши за даунлоуд. Кога го боли тука си го боли. Па тоа прашувам, да не го штеди. Еве, црна маслинка у Рамстор 196 денари. 196. Ама твојава апликација дава само една цена и од Рамстор, ништо друго. Не дава по други маркети, за жал. Значи, добро е ова, но треба да се развие софтверот. И сега, бидејќи има шанса до сега, не го развија, претпоставам дека владата ќе ангажира некоја компанија која или некој ќе достави некоја понуда, ќе го плати тоа, да направат бесплатна апликација, мора да биде и за Android. За iPhone не, бидејќи iPhone користат само богати и геј, а богати и геј не ги интересираат цените. Он купува кај сака. Да не се лажеме. Еве, имам колега што има iPhone. Никато, вака зема од рафтој, не погледнуе цена. Продавачката кој ќе му рече колку кошта, не слуша, само вака ќе ги дае парите или картицата, не му вели. Мислам, пази, кога ја треба да дам бубрек за таков телефон за него, на 6 месеци купува нов модел. Он веќе го има, он веќе има iPhone 18. Ало, добро вечер. Наступи на телефон. Ајде, исклучи го телевизорот. Ево, тоа го тури се на... Скоро го исклучи. Добро. Режија, чекај малце, да го извадам микрофонот, да го ставам.
Така се шопува. Добро се. Одлично. Во Само врска со со нерви цените- да не попуштиме. Со цените во врска со ако тоа да кажуваш вакви, онакви. Ја не знам колку има право владата да им се меша на трговците за цените. Не знам ни ја, ама да Не негде сме- имала право. Да не ли сме се капиталистичко општество Мгм. и во незе е економијата слободна. Пазарна економија. Мгм. И сега треба да е конкуренцијата што пониски цени, а не што повисоки. Меѓутоа изгледа ние македонците сме ептен богати луѓе, имаме пари за давање и даваме. Не се буниме многу. Ура, така ќе направат неколку дена, кој ќе рибат цените и после сите ќутиме. Така да не знам колку е тоа добро, со тоа се губи и квалитетот. Мене најшто ме нервира најмногу јако во врска со трговијата. Зошто дозволува, ова може државата да го направи, зошто дават речеме зејцин, шеќер, не знам што други артикли, па и месни производи со месеци, кои се паковани онова. 800 грама шеќерот, 900 грама негде, оризот исто така, масото за јадење, еве ја трошок кристал, има 1000, изгледа нема више 1000 литри, милилитри, 1 литар нема, и 906, 930, 905, а цената се задржува како кило, кажеме. А грамажите маѓа. Тоа мене многу ме нервира. Смени кадар да отворам Вибер, ако си ми пратил нешто, со режија зборам, ти продолжи. А види, абе исто како што рече, кој може да му се меша? Ја сум решил шекерот, веќе не го пакувам у кило, ќе го пакувам 800 грама. Ти текно Така е. е, да. Ја мислам дека тука може да делува државата, кило, ќе си го продаш, како што е килото. Ама вака 800 грама, 900 грама, не знам, оно, тоа страшно ме нервира. Или лебот. Па веќе чоколадата одамна се 80 грама, нема 100 грама. 80 грама, 90 грама. Ама така го произведува. Како ќе владата ќе забрани на Милка да ги прави по 80 грама? Ти текно е. Да. Добро, за чоколадата и за време на Југославија имаше од 50 грама, 100 грама, имаше такви, ама така и цената беше. Ама сега цената останала иста, грамажата паѓа надолу. Тоа ме нервира страшно. Останува само на пазар, на секој пазар дојдеш, колку километра, толку погреш и окей е тоа. Кажи ми, што цените највише ве погодува? Што највише купувате и од каде купувате? Јас да кажам, два маркета имам во близината овдека. Приватни или од ланциве? Приват. Не знам дали што во ланците којма не ми кажам. Кипер и Старај 3. Епа, добро, тоа е ланци маркети, така. Не знам да ти кажам. Конкретно, знаеш, дека имам ја добри примања и многу не се лјутам цените. Знам како колегава мој си, iPhone имаш, нормално. Ја имам, лично јас имам телефон Nokia 51. Ама син ми има iPhone 15 или 16. Не, слушај, шала на страна, овакво, продолжи ова за, што говореше за маркетиве, што купуваш, што ти е скапо и така натаму. Вака се, едино малку ми е скапо месото, па и голема цена и млеки се производи. Другото е релативно.
Велат дека после 1 мај ова со маржеве бидејќи е привремена мерка, бидејќи по закон не смеат да ги ограничуваат, дека ќе биде скок абнормален на сите производи. Па нешто ќе се прави, валја, ама епак велам, најубаво би било од нашата земја да имаме квалитетно производство, добро земјата да се обработи, и максимално да се обработи, а цените ќе паѓа сами тоа. Ако имаме доволен род, цените ќе паѓат. Ама малце сме мрзливи изгледа, за жал, кога се поминуваше Прилеп Битола и која гледаше Пелагонија, све жолто, сончоглед, сеќена репа, пченка, пшеница, тиравци, се тоа го нема. И како ќе има стабилни цени и добри цени? Не може. Мора да се работи, за да се има. Ама не сакат граѓаните да станат селјаци, а селото е убава титула, затоа што не се зависи од ништо, конкретно може семејство, речеме до пред 30 години. Немаше за време на Југославија многу пари, имаше сасвим доволно за секојдневен добар живот. На последната помалку имаше пара од градовите, затоа што малку беа вработени во индустријата, речеме, земјоделството го работеа порано. Меѓутоа, живееше комотно од земјоделството. Ќе се имаше 1-2 крави, ќе се имаше брашно свое, ќе се имаше пипер партизан такви работи свое, све свое, све природно. Ама слушај, сега да не збориме, види, било е едном на брдовитом Балкану, така, ама приказни за мали деца се тоа, што требало, како било. Ние сега имаме проблем и гледаме како да се спасиме или, еве, например, пикник, колбас за скара, 200 грама, 44 денари во стокомак. Така. И šta, скапо ли е, ефтино ли е? Вреди, не вреди, одгурме се. За мене, не ми е тоа многу, да се надајадам, меѓутоа, кога пазарувам за дома, јас месечно земам 10 кила месо карцина и шмици такви работи, и едно... Кременадли земаш ли? Зимам едно 5 кила, и едно 10 кила зимам со кошка сака повеќе. Свински кременадли? Не, свинско јас не јадам, ние свинско не јадам, телешко. Па знам, пошто кременадла нема освен свинска, не знам друга дека има. Имаме кременадли, телешки има, како нема. Не сум знаел, добро. Да. И, зависи сега, речеме 650 денари и е килото картина, до 12 месеци старо телецата било. До 6 месеци е 800 денари. Така биде, тоа е малце скапо, меѓутоа ипак за мене не значи многу. Имам добри примања и ја и син ми. Доста бе се фали со тие примања. Ако имаш примања, пушти една реклама овде у емисијава. А што да рекламирам? Дека уживам цел ден. И цел ден играм шах по телефон. Тоа ли да се правам? Ќе направиме јас баже 30 секунди спот. Најпаметниот, најдобриот, најубавиот, најинтелигентниот гостин во Јади Бурек. Слушајте ги неговите... Шо ми искача? Ама ова само давам пример како ќе му направиме, он ќе плати. Направи на емисија, можеме да идеме на гости. Например, да играм шах со гледачите. Важи, договорено. 500 евра 2 сати. Не, до 2 сата, окей, може. Може. Добра цената, таман. Нема проблем. Готово. Дечки,
300 за мене, 200 за вас. Поштено, окей? Кој ќе биде првак во шах, кој ќе ама не мучки да прават, има и програми, има шаховски. Па тоа не можам да го контролирам. Само уживам, ама ја одма ќе го познам тоа. Добро. Се познават првите 35 потези, одма се познава дали е од глава или од програма. Важи, еве шаховската. Така, ќе се договориме кога е. Пишува овдека, вика, еден термин. со љубов и почит за легендата Јанко од колегата Марко од ТВ Сонце по повод 20 години јади бурек. Да. Ова го Може добив. да направиме. Еве го шахот. Шахот ми стои тука како прекрасен подарок. Прво ќе те седнам, со него ќе играш, пошто мојот колега е исто така добар шахист на овој стаклениот, ама он е скромен, не ќе у кадар, само раката ќе му се гледа. Раката ќе му се гледа и еве ги ова. Еден од Така е. најубавите подароци што сум ги добил. Марко, уште сум ти како? Кој ќе ме сокапа? Окей, јако. Нема проблем, кој ќе имаш термин, Готово, заврши. ќе се сретнаме. Термин? Колку сакаш термини, бе, брат? Колку сакаш термини? Дека. Слушај, да те ставам овдека како Ристо Ничевски да ги објаснуваш вака оние потезите. Може теорија, масе, да. А викаш со вештачка интелигенција не би играла? Не. Има многу јак рейтинг. Ја немам кога што рейтинг, само јас го сакам шахот многу, тоа е проблемот. Ја веќе цирка до 2100 рейтинг може да се борам. Нагоре од 2660, нагоре не, многу е тоа. Само до 2100 можем да се борам. Кој е најдобриот шахист на сите времиња? По тебе? Сите во Македонија? Во свет? Во свет има неколку. Алехин, како прв. Кој? Алехин. Алехин, добро? Да. Русин беше тој, така ли? Да. Па после пише добар и практичар и теоретичар беше добар. Фишер? Тарков, да, пише. Еве го Александар Алехин, да го видиме на фотографија, кај отидовме. Така. Вика дека имал најдобра одбрана. Роден 1892, починал 46-та, викаат руски велемајстор, еден од најголемите во историја. А за Фишер? Многу интелигентен шахист беше и интелигентна теорија имаше многу. Да, Боби Фишер или Роберт Фишер, еден од најинтелигентните и беше многу интересно што рекорд потез му беше дали со Карпов беше или со Каспаров, не се сеќам, 36 потез. Мислам дека во 70-ти години најголем сензација беа нивните борби помеѓу Фишер Спаски. Имаше 70-те, 80-те години. Се дали многу повеќе тоа време се играше шах или тоа спласка веќе, навака не се посветува многу внимание како и порано што беше тие години. Океј, другар, мене ми е доста, ја ќе затворам емисијата и немам поише сила, извини. Многу ти... Не, готово, толку ми е душата. Фала што се јави, ми ја разубаве емисијата. Биди ми поздрав. Поздрав до сите гледачи. Добар ден и дека играш шах. Одиш. Фала ви на вас што гледавте, толку ми е капацитетот физички, малце додека да се возобнам, знаеш, обичено кога си млад, цела ноќ помини бркање сојки, пиење пиво, сабајле станеш нов, 2 сати дрн и така натаму, наредниот ден продолжува. Сега
едно как ти треба месец дена да се вратиш у нормално. Океј. Но, еве, колку толку направивме нешто, ценометар, значи, ви го препорачавме, дај го компјутерот, ценометар, сега за сега како апликација која може да ви помогне, ако ништо друго, барем гурмес колбас да лапнете, нели? Значи, ова е најновата понуда што е на насловна страна, ама ова се акциите која каде ги има. Ако барате специфичен, многу тешко се пребарува да го добиете она што го има по Excel табелите, но се надевам дека многу брзо владата ќе ја направи и ќе ја стави секому достапна апликацијата за споредба на цените. И да ви кажам право, окей, благодарам мрежија, уште еднаш лека ноќ, пријатно. Јас сепак би чувал пар свети во близина наредниве пар дена, не дека кај нас нешто посебно криза ќе има, туку овој сеопшт пат се уште не е познато зошто е, како е, и враќањето може да ја оптерети севкупната европска мрежа, чиј дел сме и ние, не голем, не битен, ама знаете, кога имаше проблеми во Грција, во ек на со претходната власт, имаше рестрикции на струја, поточно имаше блекаут во Македонија, затоа што им помагавме на грците во екот на туристичката сезона, па се пренасочува нашите ресурси се пренасочуваат таму јужно. Сега такво нешто не би се случило, нити некој би направил, или па ако го прави, се прави тоа виз верса, па после по возвраќај другиот, и што ти ја знам. Да не навлегувам во тоа, бидете внимателни, бидете малце подомаќени, мој совет, што се однесува за цените, малку повеќе гответе дома, би требало да биде поевтина варијанта. За жал немаме јавувања како порано, да ги чуеме вашите совети, од каде, што, како поевтино, што предлагате, како се снаоѓате. Но, ја ви благодарам и на тие четворица, петорица што ме гледаа. Поздрав, лека ноќ и пријатно.